Повеќе од 10 синдикални организации го кренаа гласот против лошиот и, како што велат, неправедниот третман од државата кон правата на работникот. Протестот беше одржан под мотото за ред, за правда, за дисциплина, поддржан од неколку стотици граѓани кои се разочарани од актуелната власт. Од синдикатот на полицијата велат дека се крајно разочарани од притисокот кон полицајците, незаконските распределување, недоволниот број на униформи. Велат дека ова бил само предупредувачки протест. Тие што седат во удобните фотељи, полека може само да им се знојат фотељите. Без независниот синдикат на полицијата, без вас, без униформата, без чизмата и пиштолот, нема да им помине ниту колективен договор, ниту нова систематизација, ниту нешто што го подготвуваат во законот за полиција и законот за внатрешни работи, со што се случуваат нешта за кои некој држи во тајност. Тоа јас нема да им го дозволам. Тие шефови што седат во тие нивни луксузни фотели, не гледаат од озгора, од висина, нека се симнат палце доле, нека бидат меѓу нас, да видат работникот како го вади парчето леп и на све што е изложен. Ќе завршам само со една реченица, со поздрав према шефовите наши, директорите. Дали се погледале на Сабаља во огледало? И што виделе во огледалото? Дали го виделе ликот нивни или виделе ѓон? На улица излегоа и синдикатите за здравство, за образование, за јавната администрација, потоа професионалните војници од Конфедерацијата на слободни синдикати, сите разочарани од, како што велат, катастрофалниот третман кон нив и партизирањето на институциите. Време е да ги разбудиме и овие господа во владата, не за да возат мотори бидејќи е викенд, туку за да го слушнат нашиот работнички глас. Една единствена цел имаше Министерството за образование и наука и работодавачите. Тоа беше да ги исплатат двојно зголемениот фонд на часови. Знаете колку имаат исплатено? На 10 или 15 училишта. Чест на тие исклучоци, чест на тие добри директори. Но останатите? Така не може. Веќе господа, ја преливте чашата. Затоа додека праќам апел до сите вас. Ние не бараме милостиња, ние не се плашиме. Милостиња бараме единствено од Господ. Од нив бараме само да не почитуваат. Протестот беше и повеќе од масовен. Колони со возила имаше од камениот мост па се до владата. Дојдоа граѓани од повеќе градови од Македонија. Синдикалците најавија дека ќе достават писмени барања до владата и премиерот, каде конкретно ќе ги наведат нивните барања и очекуваат да бидат сериозно сватени. Инаку протестот на дел од синдикалците започна пред канцелариите на Европската Унија и заврши пред владата, каде го изразија нивниот револт.